Преку програми и обуки ќе се врши доедукација и доквалификација на 600 луѓе, за што се предвидени 70 милиони денари. Целта е тие да може да се вклучат на пазарот на труд, рече министерката за образование Весна Јаневска, истакнувајќи дека во земјава имаме недостаток на работна сила, која пред се должи на иселувањето на младите од земјава. Ќе се одржуваат обуки на луѓето кои ќе се пријават на огласот. Тоа ќе бидат кратки обуки кои ќе нудат вештини во трајање од 3 месеци. Секој од тие што ќе бидат пријавени на овие обуки ќе добие 12.000 денари месечно. Заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски рече дека на младите активно ќе им се помага да најдат работно место во државава. Поставување на вакви мерки кои што се надоградени со подобри услови токму за најмладите и они до 29 години, отвараме буквално можност и вратата да они останат тука во Македонија, да можат да бидат дел од системот за вработување и да буквално својот живот и своето семејство го креираат токму тука во Македонија. Првиот човек на Агенцијата за вработување, Селјатин Белјули, рече дека активно се подготвуваат за спроведување на мерките предвидени со оперативниот план. Јавните повици ќе се објават со еден план и роковник кој што ќе го определиме и дефинираме, но чекаме решение од страна на Комисија за заштита од конкуренција, каде што они како таква комисија имаат надлежност да донесат решение дали можеби некоја од активните мерки се судрува со Закон за заштита од конкуренција. Оперативниот план за вработување за 2025 година е вреден 40 милиони евра и опфаќа над 16.000 невработени, а 65% од овие лица се очекува да бидат на возраст до 29 години.